И добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на Тешки муабети среда едишн заедно со Стеф Човекимовски тука на Инфомакс. Многу теми денес ќе имаме за разговарање, меѓу кои што главната тема ќе биде Мике, што прижбе? Медве брат малта. Со расето медот го фатиме личо. Со лажичето мед. Со лажичето мед, а? Ама добар домашен овој. А овој појачане на вода овој. Не, Или ова на канализација, на домашно производство од колешката, ова нема вода, нема фекали, ништо. Ова домашно производство. А кај има мед странско производство, не сум видел. Има. Кој ќе рече домашно, па сите пчели, има ли домашни странски пчели? Па Се домашни пчелите. Немало тендер за тој, иначе ќе имаше и странски. Да, немало пари од Европска инвестициона банка, јебор. Викаат ако секоја пчела берела мед, бумбарот највише ќе соберал. И ние во политиката имаме многу бумбари. Зујата, ама мед нема. Имаше едно време. Ама сега сереш Мед само. Кога работите кизе од контрола. Да. Сереш мед? Бумбарот не се речме турбо. Не се речме турбо е бумбар, да. Почитувани гледачи, на шегата на страна, браците надвор од медот. Лажичето надвор од медот. се умачка цел, да. Се умачка цел. Тоа е. Се замија. Фракција денес беше промовирана во рамки на ВМРО ДПМН Фракција за демократска ревитализација на ВМРО ДПМН. Така е официјалниот назив на фракцијата, предводена од Оливер Андонов, некогашниот или рекордерот по најкратко министерување во Министерството за внатрешни работи од 23 часа и неколку минути. Според Оливер Андонов, Христијан Мицкоски е потрошен материјал за председател и тој веќе нема капацитет да ја консолидира партијата, нема капацитет да ја победи оваа власт и да ја донесе партијата ВМРО ДПМН, да ја донесе на владеачката позиција, што во голем дел и се согласувам со него. Не се согласувам со начинот на кој што делуваат, бидејќи нели фракција делува од внатре од партијата, а не ги замара луѓето со надворешните проблеми. Но она што уште повеќе покажува дека Христијан Мицкоски нема капацитет да биде лидер е тоа што пред малку го објавивме текстот, наместо да се обиде да ја консолидира и оваа фракција, тој се користи со реваншизми. Не баре ВМРО ДПМН е негова приватна фирма, па денес вечерва, тоест се реванширал со синот на Оливер Андонов, кој што инаку беше бил на функција во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, го повикал во неговиот кабинет и го разрешил сите функции. Што е срамно, особено и лицемерно, особено од аспект на тоа што токму ВМРО ДПМН или Христијан Мицкоски на неговата пресконференција беше тој кој што повикуваше дека не треба да се разрешува Зудије Нузи, директорот на комунална хигиена, затоа што неговиот брат пукал кон него. Бидејќи нели гревовите на децата или браќата или роднините не се наши гревови. И во оваа ситуација треба да аплицира истата пракса, гревовите на таткото не може да биде грев на детето, нели? Ама Христијан е таков лицемерен човек. Барем од она што го покажува до сега како политика, како пракса во политиката. Втората тема која што денес ќе разговараме е уште една оставка во градот Скопје, тоест поточно во ЈП Паркови и Зеленило на, како се викаше, Ангеле Зафиров, како беше тој Ангел, директор? Ангеле од работа. Да, кој што кажа дека во ваква политичка како беше ваква политичка хистерија или ситуација не можел да работи. Што претпоставувам дека е сака да каже дека е бил под притисок да се поднесе оставка од од неговите политички шефови. Друга тема за разговор денес ќе ни биде и млечната криза во малку, нели, на страна од ова, и млечната криза.
Ќе разговараме и за Украина, за обраќањето на Владимир Путин и неговиот повик за делумна мобилизација на русите и целата таа какафонија што се случува после неговиот говор. Наводно бегале русите, масовен екзодус имало од Русија за да не се пријавувале, да не биле Само за драфтирани. Украина трчат. Но Путин уште еднаш ја реафирмираше позицијата дека Русија е подготвена на нуклеарно соочување со незиниот непријател, доколку една педа руска земја биде прегазена од странска сила. Јакимовски, добро вечер, Јака Воведов. Темата со Мицковски заобиколете ме. Немам намера да се бавам со него. Воведов беше... Кој сака да го менја со среќа, нека му е... Со Милош може да си правите муавет. Ја Зашто? не ме интересира Мицковски. Не е фактор. Па нема све за него да зборам, што е толку битен. Па така е. Така е. Ќе го менјале, нека го менјат. Не, Ќе го оставеле, нека им седи. Како им е убаво, така нека си прават. добро е да зборуваме малку околу притисоците со кои што се соочувале директорите во да си даваат оставки. Тоест, еве овој Ангеле од ЈП Паркови Зеленило да си даде оставка од функцијата која што ја извршува. Решил човекот да си даде оставка, нека си даде. Ама не решил. Он сами откажува дека по ваков политички притисок не можел да работи. Не се работел. Тоа значи тревата не трпи притисок политички. Да, треба да те моли. Не може да расте. Треба да Или те не може моли. да кастиш. Те моли не гази ја боли. Тревата те моли, престани со политиката, ја боли. У целава работа околу ова што се случува со ВМРО и со граначалничката Арсовска, многу е, како да кажам, тажен моментот за тоа што ќе им следува и што би им следувало на општините што се наоѓаат во град Скопје, бидејќи најголем дел од проектите кои што во моментов ги, нели, во наводници ги работат граначалниците на ВМРО ДПМН во своите општини се токму проекти на градот Скопје. Тоа се огромни инвестиции кои што со меѓуопштински договори, нели, се одвојуваат средства од градот Скопје за да можат општиниве помали во градот да работат. Јас не знам како ќе продолжат сега, нели, повторно под политички притисок од, претпоставам, лидерот на партијата, се наметнува, излезе вчера, мислам дека беше граначалникот на Газибова, Боби, излезе и вели, јас нема веќе да се појавам на пресови со Арсовска. Тоа значи дека тој е спремен да се запрат сите проекти во неговата општина. Плаче ако не се јавува на пресови. Ама ќе дојде со него шписниот градоначалник. плаче. Еве денеска шписниот градоначалник. Имате чувство дека Арсовска плаче зашто не ќе да искача со незена... Тоа го чека. Да. Не искача, ја не знам. Мислам, ова е антиполитичка логика. Да. Да влезеш у конфликт со граначалникот на Скопје ради лидерот на својата партија и да ја доведаш во прашање својата кариера како градоначалник. Само можам да кажам браво. Само можам да кажам браво. Браво на антиталентот за политика. Таленти за политика. Денеска шписниот беше во Велес да промовира проект за косење трева на кеот на реката Вардар во Велес. Да им ги конвертира потезите. Ке завршат како неуспешни градоначалници. Де факт. Градот Скопје и општините се упатени еден и од други. Сепак градот носи генерален план, градот ни дава согласности на детални планови, инфраструктура и така натаму. А ако неговиот лидер е во конфликт со граначалникот на Скопје, нека биде зошто треба ти како Ами 98% од проектите кои што до сега сме ги објавувале дека и градоначалниците ги промовирале биле проекти кои што биле направени со обезбедена меѓуопштинска соработка, односно со пари од градот Скопје. Јас сум бил да речеме во конфликти со Никола Груевски како градоначалник Карпуш. И тоа со Коце Трајановски никогаш. Па не сме упатени едни на други. Многу коректна соработка сме имали. Значи, едно си е високата политика, друго е ова. Да. Кој ги учи на вакви работи, секој им чест. Првостепен интересот на граѓаните, затоа што локалната е најнепосредна власт. Ако е ова интересот на граѓаните на Скопје, според
сваќањето на ВМРО да помене браво. Значи да влезеш во ваков конфликт, во ваква масивна блокада, тоа е како емболија, плутното крило кој ќе добие. Тоа треба да си уметник и да очекуваш на наредни избори дека ќе победиш. Јас не можам да разберам Како ќе се одвива работата на Советот на град Скопје, да речеме, треба да се одобри, градоначалничката ќе предложи се гради некоја улица со меѓуопштинска соработка во Кисела вода. Во Кисела вода градоначалничко да Тоа било интерес на граѓаните. Ќе ја гласаат. А добро, зошто тоа е со вакви соопштенија. Знаете, градоначалник, тоа што го кажа Александар кога станува збор за дволичноста, че го имаме лидерот на партијата на ТВ21, мет му теше од устата, и со половина сат подоцна после неговото интервју излегува ВМРО ДПМН со соопштение дека имале тајни средби Арсовска со Ковачевски со Зечевиќ. Кај се моите тајни средби? Сите ние имаме тајни средби, Ево јас се слушам на Ама види, само они немаат тајни средби. имаат тајни средби. Христијан Мицковски зборуваше дека имал тајна средба со амбасадорката во нејзината резиденција. На прашање на Информаксионо-американската амбасада дали се сретнале, нема, велат дека од пред 2 години се нема сретнал. А он со Зечевиќ не се срекал, а? Он со Зечевиќ се работува. У забавиште нека кажува тоа. Па со Зечевиќ се работува одговорно тврдам. Нека каже со кого договори. Па тоа беше Да евидентно. го напушти парламентот кога се гласа за француско-бугарскиот договор. Со кого ја договори таа работа? Со кого договори сега да му го одбијат предлогот за референдум? Со Зеко? Со кого ја договори? Зашто не може да собере 150.000 подписи? И затоа ве молам, дај да не збориме за него, има Не, добро, не збориме, ја и Милош ке збориме, мора. Ја коментираме целава. He is not so important person. Стај титул. It's a lucky. Среќа. Целава Ситуација е чудо. Врти паме вратите него, оставете го таму, некој жи. Ако им е добар, нека си го трпат, нека се откажуваат сите. Ја мислам, не само Скопје, да почнат и од Велес па натаму да Ама не може и они. Велес Абе, ако нема промовира врска, проект да ДСК. дадат придонес. Ко се не треба. Ја мислам и местните заедници што ги раководат и тие да искочат. Да кажат дека нема да се сликаат со Данила. Да. Тоа им е талентирана политика. Тоа се новите лица во политиката. Видете, поентата, Суштината. Кажам, се однесуваат сега како слон у стакларски дуќан. Кршат све. Абе, ка стакло било, абе, Four Seasons, абе, крши тамо. Абе, скапо е ова белгиско стакло, крши. Абе, чекај, ветар ке не дува, крши. Тоа прават се они. И грешко, и како не се наоѓа некој внатре да го запре, да каже стоп. Па еве кога се Застани наоѓа се. некој го бркаат од партија. Па не, ама некој што е во извршниот комитет, да каже што правиш ти, застани. Нема да биде До веќе. кај мислиш да одиш со хаосот? ама Па кога сакаш да ратуваш, некој мора да имаш. Знаеш, Путин ратува, ма чеченците со него, не знам тие, Казахстан, Узбекистан, не знам тие, не се тепај со нив. Еве со Турска е добар. Не можеш да се тепаш со сите. Он изгледа, го гледал филмот, уби ги сите и врати се сам. На крај ќе... Како пасно. Ја мислам следно, еве им препорачувам местни заедници кои се под контрола на ВМРО ДПМН и тие да искочат на пресови. И местните заедници. Местна заедница, како се викаше тоа, Пинтија, местна заедница Бирарија. Местна заедница подмочани. да бидеме реални, има луѓе во Таа партија кои што не се согласуваат со политиките на Христијан Мицковски, ама сега за сега тоа не го говорат јавно. Тоа го каже и преска Оливер Андонов на пресот. Вели имаме луѓе кои што се дел од централниот. Сам беше Оливер или имаше друштво? Имаше 5-6 луѓе околу него. Да, Тој вели дека има луѓе кои што се во дел од централниот комитет на партијата кои што не се согласуваат со политиките на раководството. Јас не сум сигурен дека ниту целото раководство се согласува со овие политики. По 525, по 5 колку е таму? Не верувам јас дека постојат такви луѓе во централниот извршниот или во било кој комитет на ВМРО ДПМН во моментов со доволно храброст да кажат нешто. Едноставно има 44 општини и таму тоа е у суштина клиентела која што е ухлебена сега на работни места и
за нив е окей се што ќе им се каже да направат и ќе направат. Оние кои што навистина имаат идеологија во партијата, тие се трнати на страна, се незадоволни од функционирањето на партијата. И тоа се погласно се слуша. Инаку се друго е ставено под чизма со плата од 20.000 за администрација. Абе, ќе ги фрустрираме гледачите што не гледаат све за Христија збориме. Не ги И за фрустрираме. ВМРО. Да, и СДСМ дека направи нешто и за нив да збориме. Не иде, ќе ги сфрустрираме, многу монотони сме. Не, види, во суштина и гледачите... Зече виж да направи тајна средба со христијанци. А? И да ни каже да го сликаме. Да, да. Тајна била средбата, ама они знаеле. Во суштина, она што најмногу ги Значи граѓаните се тоа што се случува околу поскапувањата на струјата, на основните продукти. тема, друже. Ти пари што сварваш нешто собра, ќе ги потрошиш сите, како тргна скапотиева. О, ги потроши. Ги потроши. Кажи нешто. Добро, ја кола Да си купам на мусе, не. Кажи што. Мерцедес, бе, Мерцедес. видео рацете угодишите. Па еве го, бе, како. Абе, откако не сте на... Со ВМРО сите почнавте коли да купувате, мајко. Што е ова работа? Па нели ние за пари сме биле со нив, за пари сме ги Све поддржувале. германски возила, мајко. Па кога знаете сме ли? па тоа ни е осташтина од дружбата. Ама овде Ние со германците сме. Тојотата не ја напушташ Тојотата. Не, Лексусот си е Лексус. Лексусот е за сваки случај. Тоа е експонат од времето на соработката со ВМРО. Не, тоа е сила на како бе оние? Аксис. Пред работката со... Да. Таа е нацистичката оска. Аха. Јапанско-германска. Рим, Токио, Берлин. Да. Кога бев мал ми Цело време прабава ми, односно Лимбер, Токио, викаш. Ја не разбирав што збори, она слушала на радио Слободна Европа. Рим, Берлин, Токио да ти било тоа. Имам и фијат, еле. Имам и еден фијат. Добло. Да. Ај, Опел. А музеј да отвориш добро. Ама не се што ти се за... Имаш и Ротвајлер. И Ротвајлер, така е. И тој е германски? Германски. Потекнало целото Ротвајл. Да. Ние сме германски испоставали. Значи, дојдовме до парите, штеди ги, оти... Не, дојдовме до... Да не го... Значи живот. Да не имаш бебе, гледаш, млеко нема. Не, Тинекс. Да не го забораваме Тинекс. И фамата што се крена околу Тинекс, дека е продаден на косовската компанија Viva Fresh за 90 милиони евра. Денес имаше и демант од Тинекс дека воопшто не размислувале за продажба на компанијата, уште помалку дека имале некакви преговори или дека компанијата ја продаде. Милош, А најинтересниот Интересниот момент беше што ботовите на Мицкоски веќе прогласија бојкот на Тинекс, пошто ќе се продадел на косовска фирма. Се продал, да. Они очигледно... Не знам зошто. Учеле од Не мога Милошевиќ. да издаде. Учеле од политиките на Милошевиќ. Тој едно време ги бојкотираше словенските производи. аха. А ние се Значи, бојкотираше словенечки производи и на крај како заврши за нигде. се расподелува. Е, така, гледате и они ќе бојкотираат Тинекс. Прво, 90 милиона евра ако дадат, ја мислам дека Тинекс одма ќе се продаде. Тоа е голема пара. Не знам дали Тинекс има толку вредност. суштината на И Проблемот lot of money. и зошто би се размислувало воопшто за таков чекор е сметките за струја. Тоа е најголемиот проблем со кој што се соочува. Или демонтира, што да збориме дали се продава? Не збориме за тоа, него говориме за моментот каде што гледаме исклучени фриџидери по маркетите. Фриџидери кои што не се пуштени на талентиве што се на влада што не преземаат ништо, а со гледат дека тонеме како да кажем, како океан да тонеме со олово на ногите. Тонеме. Ќе почнат и на месото да навечер да отвараат промаја за да се лади месото да не уклучуваат фрижидери по маркетите. Страшно струја. Дали знаете дека втор пат распишуваме тендер за електрична енергија
И веројатно повторно никој нема да ни се јави. Зошто? Зашто се плашат на јавните институции, оти цената не се знае како ќе биде, може ќе биде енормна, ќе немаш средство буџет, немаш да им платиш, како ќе исклучи струја на општина, на училишта, на градинки, на јавни предпријатија, и ние практично цело време ќе надерат на овој слободен пазар. Јас уште еднаш упатувам апел до владата. Или ќе не префрли локалните самоуправи, јавните предпријатија, градинките и училиштата на Евана Хоум, или ние овие институции ќе ги вратиме на владата. Нек си држат они пресови колку сакаат. Ние сме должни само да управуваме со тие предпријатија, односно со градинките и училиштата, и ништо повеќе тоа. Сите трошоци ги финансира владата преку блок дотации, вклучувајќи го и тековното инвестиционото одржување, трошоците за електрична енергија, струја, вода и така натаму. Немаме намера од општинските буџети, од оваа цркавица што ја двоиме од народот, наместо да правиме нешто на граѓаните, владата се однесува неодговорно, а ние нивните неодговорности да ги плаќаме. Како може? Прашувам, како може? 70% од електричната енергија не снабдува Рек Битола, а овие 30% толку високо да влијаат на порастот на цената на струјата. Слободен пазар. За тоа ли го направивте слободниот пазар? За да можете 7 пати поскапа струја да ни наплаките. Јас предлагам веднаш тој слободен пазар да се укине, се знае кој може во оваа држава да биде увозник на електрична енергија, тоа ќе биде само елен производителот и он ќе набавува електрична енергија од надвор, и завршена работа, да се престане со оваа фарса, затоа што само им ги полниме джеповите на фирмите кои што тргуваат со струја на пазарот. И да не се лажеме повеќе, во ваква ситуација мора да има вонредни мерки за заштита на граѓаните од ова идиотска работа што ни се случува, во кое што пред нашите очи гледаме како ни пропаѓаат фирми, како пропаѓаат дуќани, кафичи, ресторани, мали предпријатија, големи предпријатија. Ќе видите што ќе биде во март-април месец, колку луѓе ќе останат без работа. Ова е потполно иста ситуација како 92-96 година, она момче на 27 години Бранко Црвенковски која зеде владата и кој не знаеше како да се снајде со енормните камати од 20 до 24% месечно, го урлиса стопанството, ама тогаш стопанството отиде, бар народот остана. Се народот ќе избега. И ја не гледам дека некого бува пецка. Клучното прашање е тоа. Ама и Салко Кучу има 5 прашања. Дали за тебе, Екимски? Па ајде, 105 нека има. Ова се битни прашања, бе луѓе. Ова е бити или не бити, не е тоа така едноставно. Пак ќе поставам прашање, ќе објасни ли некој со што имаше влијание врз порастот на цената на дрвата од 2600 пукаво дрво на 5000? Ајде нека објаснат. Што влијаеше врз таа цена? 5500 со 5700. Буковото е 5500. 5500 од 2600 минатата година. Да. Тие косилките, односно машините што сечат толку многу трошеа дизел, па ако трошеа дизелот лани беше 60, сега е 90. На бензин се. Превозот, транспортот, колку влијае врз цена? Па нека влијае по кубик максимум 300 денари. Платите на работниците не се качени. Најсиромашниот слој од граѓанството на Македонија се грее на дрва. Па барем тоа владата може да каже стоп. Цената на дрвата не сме да мрдне повеќе од 3000 денари. Барем тој слој да го заштитиме. Дај да видиме што правиме со јавните. Сите јавни предпријатија ќе ни станат загубари, сите училишта, сите градинки, и ние ќе работиме за струја. И денеска Владата набавува октоподи и морски плодови за 20.000 евра. Тоа ме подсети сега гледачот да не останеме должни. Знаеш кој да гледа? Тој што ти регистрира шоколадата. Не знам. Ја гледам неодговорно однесување и не можам ова да го поддржам. Упатувам јавна критика, нека водат сметка. Јас сум прва општина што ќе предложам на Совет да ги вратиме градинките и училиштата на владата. Нека се ги покрива таа сметките за струја и за парно грејење. А не ние локалната самоуправа.
Или ќе си преземат мерки, или ќе не префрлат на Евана Хоум, или ние нема што да се занимаваме со тие работи. Салко Кучи, инаку е председател на една од партиите во коалицијата на ВМРО-ДПМН, вели како се смири со Д кога мамино порано татра. Да не го дочитува. Д, кој е Д? Не знам. Не го разбирам. Добро. Дали се сеќаваш на епизодата со Меркел? Епизодата со Со Меркел. Меркел. Да не сте оделят веќе кон Путин. У живот не сум ја сретнал Меркел јас. Што бидна со двата твои пратеници? Дека ги праша нив. Дали се врати во твоето старо друштво СДСБ? Не, Салко, ќе се видиме и јас, и ти, и СДСМ на избори, сите на различни страни. Само ти ќе бидеш сигурно како привезок некому, а јас ќе идам сам на избори. Зашто не поднесе кривични против бившиот градоначалник бидејќи збореше дека е тежок криминалец? Никогаш не сум рекол дека е тежок криминалец, а второ, ти кој ќе бидеш градоначалник Салко, изиграва обвинител. Ја не сум обвинител, јас сум градоначалник. Еден убав сончев ден, кога ќе станеш градоначалник, да поднесуваш ти кривични и да изиграваш обвинител. Тоа моја работа не е. Салко, биди поздравен. Ако те вработат негде, нек ти е сасречал. Знаеме зашто го правиш ова. Јеби го. Ако не, чекај па вработување во Елем или кај беше тоа? Чекај пак вработување. Пак вработување у 2146. Не има информација дека поради неисполнет, недоволен коалицијски капацитет за овој господин се уште нема работно место. Иако господинот Мисковски му ветувал вработување, но се уште не е исполнил таа обврска. Ги одговорив и прашањата на господинот Салко Куч, да продолжиме понатаму. Тоа Д не знам што му беше. И таа Меркел. Нема нека појасни век гледа човек, пак нека објасниш. Ban from stream. Зашто? Има Пациенти не ги избрат. Сварно же. Нема, како се викаше она партиципација нема да дојде. нема Не, како се викаше она дотацка блок, капитација нема да дојде. да. Коалицијен партнер без ресор. Така ти е малък, каѓа ми го сакат. Ајде да се озбилиме малце. Економска криза, денес побара од владата да си општините да ги плаќаат сметките за струја. За училиштата. Па еве, јас им кажувам. Како ја да им ги платам на струја? Ако даде пари ќе ги платим, ако не, Не. ако не, ќе си ги земат назад. Нека си го прочитаат законот и све ќе им биде јасно кој треба да плати. Кој ги финансира? Блок дотациите. Градоначалник, мене што Што не ми е јасно у моментов е зошто сите политички чинители во државава со честни исклучоци, вие тука говорите за суштински теми, ми се чини дека го замевуваат народот. Дали се овие соопштенија за тајни средби, дали се за способноста на Ковачевски да води државава, че буквално цело време се тргаме од она што е суштина, а тоа е што не чека за месец-два, ако не и сега, пошто е Грч. Ќе се бавиме дали бил способен или неспособен за војска. Значи, ние со тие референдуми, бива, не бива, па ќе собираат иницијативи, па ќе ги одбијат, па сега левица ќе поднесува за тие, да не збориме за скапотијава, да не збориме за електрична енергија, за млеко, за... Слушам, жива мера јунешко јунче, 200 денари, 300 кила јунец, 1000 евра. Значи, сега ќе видите, свинското колку ќе поскапи и све. Правите ајвар поише, тешко нас ќе биде. Пошто да, повеќе ајвар затоа што ќе идеме на ајвар поише без сирење. Пошто сирењето е овен скапо. Како од земјоделска Земјоделска сточарска држава, или ние сме земјоделска држава.
Тоа ни е главното производство. Како успеавме да стигнеме до 700 денари, да немаме првен млеко и да стигнеме до 700 денари кашкавал, 700 денари сирење? Како 700? Жена ме сказал 900 денари кашкавал, овчи 700 и кусор крави. Или мешан, како рече таму. 900 денари, вика, нема више у фрижидерот кашкавал да гледаш. А мене многу ми се јаде кашкавал, искрено да видам. Се познава и по мене. Ама како стигнавме? Како стигнавме да нема млеко? Како? Не ми е... Еве нема. Нема млеко. Барам битолско 0,5 нема. Е па како стигна? Стигнавме така, ги отворивме вратите, алпско, мегле, кој све не стигна млеко, а тие нас ни применуваат и тарифни, вон тарифни бариери. Сакате да ви кажам? Еве, неодамна еден пријател ми кажува, пратил узорци за насаем. Слушај го мечка ова, узорци за насаем. А, да. Надвор од Македонија. За вино, да. 7 дена пред да почне саемот ги пратил, му ги пуштиле 15 дена по завршување на саемот, за да нема што да изложи на саемот. Браќа примерок, кај потенцијален купец, конкретно во Шпанија, не му дозволуваат уопште да стигне тамо по ДХЛ, го враќаат назад. Договорено со купец. Ете, тоа е таа Европа, на која што сме ги отвориле вратите, да не кажам, што сме расшириле, да прават со нас што сакаат. Затоа ќе немаме млеко, затоа све уништивме. Јас, кога бев министер, имаше квоти, има некои се секаваат расправијата со битолска млекара, затоа што имаше суфицит, имавме суфицит на млеко. Ама, кога ќе требаше на квоти беше млекото, да ја распишеме квотата за алпско млеко, ќе договориме Филјанкиш да ја купи квотата, ќе ја купи и не реализира квотата, после месец дена, после 6 месеца, па распишуваме, пак доаѓа друг, пак не ја купува и така алпското млеко не влегува, зато си имаме наше млеко се пие овде. И зато имавме и добра цена за млекопроизводителите, и имаше доволно млеко и све. Сега отворивме алпското млеко, алпско, мегле, кое све нема, ПКБ и така натаму, и сега ќе се сликаме. И јајца на крај ќе снема, и све живо ќе зависим од нив. Да му одговорам само на еден од гледачите, вели Ненад Астер, мечка на шпица се со мотор возиш или само за потребите на шпица, ако возиш, ајде во недела на воžnја. Да, возам, возиме сите, освен Милош. Мерцедес нема мотор Мерцедес. Нема. Милош не вози, Боро не возат мотори, инаку да... Возено кон младце. Не, сега не вози. Инаку да, вози мотори за недела, ако пише рутата кај ќе одите, па може да се договори нешто. Има еден интересен коментар од гледач, вика во врска со дрвата. Тој е еден чист профит на луѓето кои имаат земено концесија од македонски шуми. Јавна тајна е дека концесионерите земаат да исечат одредена област, а позади тоа се сечат уште 2-3 илјади кубици на диво, чист профит. Македонски шуми ниту сече, ниту контролира. А има вработени. И зимаат плата. Ако е јавно предпријатие, гледаш водовото нема водоводжи да наместат цевка, тоа взимаат други фирми, они копаат, они местат цевки. А ако е македонски шуми, они немаат да сечат, под концесии дават, други сечат. И цената по 5000 денари. Страшно нешто. За некои работи Мене не е јасно сега како ќе се оправда било Под хитно мечка треба кризен штаб во држава. Не знам како ќе се оправда било која влада, и едната и другата, значи тоа беше во тој преводен период кога требаше Јужен поток да поминува низ Македонија. Како ќе оправдаат одбивањето на тој проект, бидејќи тоа ќе значеше енергетска стабилност на Македонија, и во овој момент не немаше Јужен тек. Добро утро. Ако го имавме тој гасовод низ Македонија, немаше да имаме ние денеска проблеми со дали ќе ни работи ТЕЦ Неготино на газ пренаменета, или дали ќе имаме парно грејење, или дали ќе имаме доволно енергенски. А овие цртативи ќе го затворат. Рубли немаше да најдеме како ќе. Ќе го затворат. Ама не, договорот беше или понудата беше обратна, не ние да платиме. 340 милиона годишно само за транзит низ Македонија ќе земат. Да. Ама сега за да ни даде Вучич што има вишо газ, треба да транспортираме преку Бугарија. Българите кажат че нивниот гасовод няма доволно
Капацитет. достаточно капацитети. Да. Како беше на песната Воденицата, вода ми нема, не ти мелам житото. Има коментар од еден Гледач кој што вели млекото литар, млекарите претпоставува мисли го откупуваат за 20 денари. Трошок 3 литри за 1 кило кашкавал. И останете состојки 250 денари максимум, а цена здравје радово мешан кашкавал 785 денари. Која е логиката? Само воена профитерска работа. Крављо млеко се прави кило кашкавал. Не верувам дека е така. А добро, он гледачот вели дека Максимум цена, производната цена, цената на чинење е 250 денари. Дали тука е проблемот со транспортот? Мислам дека не, мислам дека е многу повеќе. И за сирењето повеќе. Мислам дека измеѓу 9 и 12 килограми литри одат за 1 килограм. Ако сум прав, ако грешам, нека ми исправи некој. Колку ја што разбирам земјоделие, не може со 3 литра млеко да направиш кило кашкавал. Или сирење, со таман работа. Добро, сега имавме и оставка во владата. Милевски се повлечи од, мислам дека и од министерската позиција, ќе се повлеки од позицијата лидер на ЛДП. 10 литри. 10 литри се потребни. Кој е вашиот коментар? Што мислите? Тој наведе дека се станува збор за лични причини, се најавува враќање на политичката сцена на Ристо Пенов. Ќе донесе ли некоја додадена вредност, дали ќе си наштети сам на репутацијата која што има стегнато како политичар до сега Ристо Пенов, ако се врати во овој момент? Што мислите, што ќе се случи? Прво мислам дека локална самоуправа е мал ресор за Ристо Пенов. Сепак тој мислам дека заслужува посилно министерство. Ристо Пенов е еден од нашите најдобри градоначалници. Мене би бил и лидер на Либерално-демократска партија. Јас имам само добри и пофални зборови да кажам. Ристо Пенов и мене би било драго Ристо Пенов да биде министер, па поготоа ако биде ресорен за локална. Повеќе би сакал за некој посилен ресор, али го микрофонот на Милош. јас немам ништо лошо ни со Горан Милевски, со него имав добра соработка. Немам лошо мислење и за Горан Милевски. Добро, мислите дека има некоја политичка заднина, се говореше дека се пробувало да се направи Потвако бе, брат, пуч помини. во ЛДП и во други Рестартирај го микрофонот. Тико, да, Како што проба Христијан како што, прави да, кетење. да. Дали мислите дека тука има можеби нешто? Ама проблемот што јас сум Тајсон за тие работи. Се е можно. Се е можно. Се е можно. Знаете, кога си во коалиција со поголем коалиционен партнер, тој те нагризува во континуитет. ЛДП покажуваше доза на самостојност и на овие локални избори го покажува. 10.000 гласови, мислам дека 20.000 гласови освои, што е за поздравување. Дали се работи за внатре-партиска пресметка, не можам да знам и не се ни бавам со таа работа, сепак се тоа. Што тие ќе соопштат на јавноста и кој ќе им биде лидер, јас тоа ќе го поздравам и ќе посакам да имаме добра соработка, ништо повеќе тоа. Како што сме имале коректна соработка со министерот Милевски. Вучич му се Случи гей парада му се случи минатата недела, имаше големи немири. Тој тврдеше дека немало воопшто парадирање, дека немало шетање, се ние видовме дека имаше. На таа гей парада се појави американскиот амбасадор во Белград. Каракамишев имаше многу интересен став поднос на модерното гледање на оваа западна демократија. Вика, вие ќе гласате, ќе правите што ќе правите, ама на крај ќе биде по наше, мислејќи на западните центри на моќ. Тоа се случи де факто во Србија. Сега претседателот излегува и вели не можеме да дозволиме поради можни инциденти и така натаму и така натаму. Си се собираат дипломативи и си организираат гей парада. Мислам колку и смешно да звучи. Во мене војска водникот викаше овде сви имају право на глас, али се само мој глас поштуе. Така да, у водот кај што бев на инструкторски, така викаше, како се викаше, Којич Раденко. Водник Којич Раденко, овде сви имају право на глас, али се само мој поштуе. Така и
А добро, толку ли Овамо, сите имаат демократски да бират и така натаму, ама А добро, толку ли им беше важно оваа парада? Едноставно, Западот со ваквото однесување изминативе 50 на 60 години, кога има своја доминација, едноставно ги оттурна голем дел од народите од себе. И со се што прави сега во моментов, едноставно ги оттурнува луѓето кои што размислуваат малку поинаку од нив и поинаку гледаат на демократијата. Зошто тоа намерно ли го прават? Сакаат да настапат доминантно. многу е чудно ако председателот на државата и државата Србија вели дека не дава дозвола за оваа парада на гордоста и каде што има закони од друга страна дека ќе има спротивна страна на тие паради, во интерес на сите граѓани да не се одржи и за мене недозволиво американскиот амбасадор да искочи во таа парада. Тоа значи директно непочитување на одлуките на таа држава во која што тој е акредитиран. Меѓутоа, веројатно малку земји во светот има што ќе му го ускратат гостопримството на американскиот амбасадор. Така и со Србија, да не се лажеме. Но во секој случај го сметам за, ако државата, било која, нека е Црна Гора, како една мала држава, Андора нека биде, ако властите донеле одлука дека тоа не треба да се држи, ти си должен како дипломат тоа да го поддржуваш. Односно да го прифатиш. Добро е. Тоа значи директна провокација. Полека се Но тоа су српска посла. полека се се движиме кон светот. Вучич имаше една Помалку повеќе мрачна прогноза, вели следува голем конфликт невиден од Втората светска војна. Ако ова не беше доволно сега што се случува во Украина, српскиот председател предвидува за нешто многу пострашно. Да подсетиме, пред да почне војната во Украина, на 24 февруари, тој кажа дека никој не се подготвува за војна ако не мисли да ја почне, мислејќи на резервите кои што тој ги трупаше на шеќер, на разни основни продукти. Што ги ни следува во наредниве денови? Путин објави и прогласи делумна мобилизација, 300.000 нови руски трупи ќе го заселат фронтот во Украина. Со таа бројка може и сериозна офанзива да се направи буквално во сите правци. Имаме ситуација кај што Путин се закани со нуклеарно оружје. Имаме ситуација во која што сите светски лидери помалку панично реагираат денеска во Обединетите нации, кај што се одржува генералното собрание. Бајден изгледаше загрижено, морам да кажам, иако на моменти човекот делува несериозно. Што се загрижен? Путин му кажа, ако влезеш на руска територија, ќе пукаме. Со се што имаме. Што треба да се загрижи? Ако планирал да влегува, тогаш ќе биде загрижен. Ако не планирал, што има да биде загрижен? Ако не планираш да влегуваш во Русија, тој ти вели не влегувај на моја територија, оти... Добре, има тука една ситуација, Милош, што спомна превисна да... Ќе бидеш удрен и тоа жестоко. Дефиницијата што е руска територија ќе биде проблем во наредниве месеци, со оглед на тоа што Путин ги прифати тие референдуми за независност. Ама така, знам што сакаш да кажеш, Донецк, Луганск и Краматорск, тамо, Херсон, Крим ќе бидат спорни делови. Да. Они ќе бидат непризнаени од меѓународната заедница. Ќе ги дефинира како свој. Она ќе ги дефинира како своји. Прво, вака да знаеш, не само овие 300.000, Путин подпиша указ за 138.000 зголемување на професионалната војска во Русија. Сега прави делна мобилизација со 300.000 луѓе. За Русија тоа не е ништо. Од секое село по едно дете ќе земат толку е. Да, од прилика од секој регион по 2500 луѓе. Да. И гледате запад одма како русите бегале, не сакале да, знаеш, само украинците и они се мотивирани многу за борба, ама русите не се мотивирани. А русите се толку глупави што не се свесни дека им е територијата во опасност. И затоа што
ова е војна не е меѓу Русија и Украина, ова е војна меѓу Западот и Русија. И додека оние праве офензивата во кај Харков, русите си има со кинесите вежба со 55.000 војници. Половина од тие 55.000 војници да беа вамо кај Харков, овие нема шанса да пробијат. Меѓутоа, ова се работи за една тактика со која што тие привлекува, дозволија поголема нивна сила, од прилика негде околу 6-17.000 украински војници, појачување на тие положаи тамо, и русите едноставно се повлекува без да имаат губитоци, со тоа што проблем имаат украинците затоа што 2/3 од воздушните сили им се уништени и 50% од противавионската одбрана и радарските системи се уништени. Што значи дека војска која иде во напад и која е во движење, во освојување, она е лесна мета на руската авиација и артилерија. Значи сега доаѓа до израз руската авиација и артилерија и тоа е целата стратегија на повлекување на руската војска се повлекува без губитоци, но во исто време сега овие се лесна цел на ракетните, артилериските и на воздушните сили на Русија. Интересно е што објавија русите за прв пат дека 5960 имаат загинати, и околу 4000 имаат ранети, значи отприлика кај нив од што викаат од борбен строј се сфрли негде околу 10.000 луѓе, за разлика од нив кај украинците е некаде околу 60.000 мртви и околу 49.000 повредени. Само на делот кај Херсон во тие жестоки напади, тоа беше дел од војската што беше одлучувана во Англија и дел од резервен состав што вклучија, обидувајќи се и да ја поминат реката Донецк, изгубија 3.500 војници и негде над 6.000 се ранети. Што значи дека тамо исто има негде околу 5-16.000 војска која напаѓаше во тој дел, значи да биде јасно 2000 километри е фронтот. Русите тамо се со 200.000 војска и 100.000 овој Донец, 300.000 од Варшава до Барселона, може да мислите колкав е фронтот, тоа значи дека нема многу руска војска. Интересно е што е ова војна меѓу русите со нивна техника и несвојствено и несватливо малку војска за толку голема територија, за разлика од нив украинците се борат со нивната копнена бројчена предност. Меѓутоа, очигледно дека односот на губитоците се 1:10. Ама импозантен е во исто време и бројот на доброволци во Украина. Мислам дека беше одредот на доброволци околу 20-25.000 луѓе. Да 44 милиона, 25.000 што за ништо. 25.000 луѓе не се малку, да. Не се малку. Што се 25.000? Од 44 милиона држава, 25.000 биле многу. Мене доброволци од странство. Од странство. Од странство. Странци збориме ние, не збориме за украинци. Ма тие, пази, сите земји имаат закони со кои што ако луѓе од нивната држава одат да се борат во други држави, после тоа треба да лежат 10 години затвор, а овие ги плаќаат тие што одат Украина да се борат против русите. Тие закони не важат ако треба да се бориш против Русија. Да. Има секоја земја закон, ако некој се бори за странска војска. За странска војска, дека треба да лежи затвор. Ама тоа беше правено, нели, за ИЗИС, за тие. Се, ако се работи за да се бориш против русите, тоа не важи и уште плата ќе добиеш. Добро, она што мене денес... Што сакав друго да ти кажам. Значи, таа неуспешна офанзива, значи многу, преку 50% од војската што напаѓаше е исфрлена од борбена употреба. Кога се напаѓа, вие може да напаѓате ако имате 10% губитоци, 15, 20, до 25 е максимум. Ако имате вие 50% губитоци, вие имате нефункционална армија. Како ќе напаѓате после?
Ако ви ги утепаат војниците, тенкот кој ќе го вози? Ако ви утепаат, ако посадат у тенкот е тројца, не знам, тројца или четворица колку е, ако ви утепаат половина, кој ќе од тројца, двајца кои утепаат, како ќе функционира тој тенк? Ме разбирате? Значи е нефункционална и стручњаците предвидуваат дека по ова што го направија ова офанзива кај Харков и кај Изјум, дека русите сега ќе сменат тактиката, ќе идат на силни воздушни удари, ќе гаѓаат и цивилни цели, како што се мостови, како што се трансформатори, железнички чворови, логистики и така натаму, и тоа веќе се случува, и сега ќе се оди со многу бројна војска. Значи само тие 50.000 војска, тие 5-6 дивизиони да ги донесат, веќе ќе го ојакнат фронтот за многу. Но јас се плашам дека ова делумна мобилизација не е само за Украина. Токму тоа сакав да го наметнам. Од нив за Украина на оваа војска што има, ту ще печее се до 100, со тие 130.000 војници тој што ќе ги убаци во ова, мислам дека он горе доле ќе воспостави рамнотежа и може и да го одбрани и да напредува. Зашто има вкупно 200.000 војници таму со нови 130.000, тој нема проблем да го држи фронтот и да напредува како што напредува постепено, но нови 300.000 војници да не се спрема и нешто друго. Тоа ми беше изследното прашање, граначалник, зошто го говорам ова? Дека за Украина му треба, не знам, 600.000 војска, мислам дека не му треба. За прв пат Шојгу, кој што важи за исклучително смирен и сталожен, иако е нели војник, сепак и политичка функција и обавува, вели Русија не е толку во војна со Украина, колку што е во војна со колективниот Запад. Тоа го слушнавме и вчера во говорот на Путин. Па не ја откри Америка со тоа. Не ја откри Америка, но до сега тоа не го говореа официјални представници на Кремљ. Тоа го говореа можеби оние кои што нели ги нарекуваат пропагандисти и така натаму. Да, они им доставија оружје и со тоа оружје се гледа дека офанзивно оружје почна да им доставуваат. Меѓутоа сега русите ќе ги вклучат во борба стратегиските бомбардери кои бомбардираат од над 7.000 метри, 15. Значи, ти нема од рамо немаш да гаѓаш веќе ништо. А ракетните системи, противавионската одбрана е 50% уништена. Тие мора да имат противавионска одбрана да го брани Лавов, да го брани Киев. Најмногу на Киев треба. Од кај знаат може да се случи Белорусија да нападне од таа страна, што значи не може целата она ефектива што има да ја пренесе на ова боиште вамо. И сега кој ќе ги вклучат и стратегиските бомбардери, и затоа оваа војска вамо е повлечена кога е близко војската една до друга, кога бомбардираш од високо можеш да погодиш и добиваш и своји војници, затоа сега е дојдено до разграничување, значи сега ќе влезат во игра и стратегиските бомбардери, ќе идат и далекометната артилерија, така да ќе биде многу пожестоко. Тешко и јадно ќе биде на тие луѓе што се таму на тој фронт, и од едната и од другата страна. Добро, јас имам едно прашање кое што можеби никој не би го поставил до сега, а коментирате доста околу војната за Украина и по телевизија кога гостувате. Што ви направиле вие да сте во чизмите на Зеленски? Првиот ден кога и напад на Русија, јас веднаш ќе барав преговори. Добро, да се спаси државата од војна. Сега знаете што се случува? Бившиот министер за надворешни работи на Романија, вика Украина е во своји неприродни граници, треба зад Карпатието да го даде на Романија, треба си даде дел на Мажарска, треба си даде дел на Полска и Луганск, Донецк и Крим треба да се го даде на Русија. Добро, и Кисинџер го кажа. Полека ќе се јават и други баткиш ќе си бараат нешто. Сега као подржуваат едно друго, ама сите сакаат да лапнат територијиче. Така да на крај Украина да не ја спуштат на 20 милиона, така, на нормална државичка. Добро, значи, тој е бивш министер, сега реагира, и пазите, во оваа ситуација, тој ја дава таа изјава дека Украина е во своји неприродни граници и поштено е да си врати Донецк, Луганск, Крим на русите, а зад Карпатје Буковина или така го вика едно место и дел што треба да дадат исто така и на пољаците.
Романија, Полскина, Мажарска. Добро, знаете каде е проблемот, рековте, првиот ден ќе седнат на преговори. Зеленски, како и да е, што викаат американците, мртов човек кој што оди. Зошто го говорам тоа? Ако он дозволи и направи оставка кон Русија и направиш уште првиот ден, ќе го убија генералите, ќе го убиеше војската. Па голема работа, ќе погинеш рано, ама нема да гинат 60.000 луѓе. Не, ама војната ќе продолжи. 60.000 луѓе му погина. Боле да погина него 60.000 македонци да погинат. И ќе намести уште 100 луѓе во Украина, како Зеленски кои што ќе продолжат да се борат. Многу незавидна ситуација е. Знаете што? Не може никој да те натера против некого се бориш ако во тебе нема желба за таа борба. Очигледно кај украинците имало желба за борба, за пресметка со русите и ја имаат таа пресметка. Сега во таа пресметка им помагаат странците, да подсетам СР Југославија, Савезна република Југославија, 78 дена одолеваше на нападите на НАТО и не им даде ни педа да влезат на југословенска територија. Ни педа. Кај паштрики и кошари успеа да влезат некој километар и пол, така се вика, тоа е едно уклинување да направат, меѓутоа брзо србите ги вратија назад и ја повратија и караулата. Значи, НАТО не успеа, а бомбардира исто стратегиски бомбардери, кои не бе употребени од Виетнамската војна, користеа и напалм бомби, бомбардира 104 точки во СР Југославија и Црна Гора, 3 се во Црна Гора гаѓани, другите се све во Југославија и на Косово, со осиромашен ураниум, но србите не им дозволија да влезат на територија на Југославија. Ние гледаме дека овде со силна западна помош, и финансиска, и стручна, и воена, тука се вклучени, значи, интелидженс сервис, вклучени се разузнавањето, поготово англиското разузнавање, англичаните поготово дават силна логистика на украинците, вклучени се аваксите, шпионските авиони кои што летаат на големи висини и кои што прилика ги утврдуваат позициите на русите, сателитите и комерцијалните и овие воените амерички сателити ги даваат позициите на русите, каде колку војски има, која ефектива и каде е најлесно евентуално да се пробие. Овој напад што беше од делот на Харков е токму како резултат на информациите, шпионските информации што ги добива од западните земји. Добро. Така да, кога ќе споредите, значи, одолевањето на Југославија во однос на ова, Југославија без ничија помош, дури и руската помош ја нема. Јас преска го гледав ораѓањето на Џо Бајден во Само како се викаше Витали Чуркин, мислам дека него Радко Младич му има плеснато еден шамар. Не знам за ситуацијата. Да, Витали Чуркин. Добро. Имаше денеска говор председателот на САД Џо Бајден пред Генералното собрание на Обединените нации. Малку ми беше незгодно кога го гледав, да ви кажем искрено, говорот говореше за прекршување на меѓународно право, за анектирање на суверена територија, Косово, говореше за напад на суверени држави. Не за Косово, за Украина. Не, јас го споменувам како пример на, како да кажам, дволичноста на американската надворешна политика. Го имавме конкретно, го имавме нападите на Ирак, на Либија, на Сирија. Нели е малку тоа дегутантно? Ама види се, у Србија, Југославија бомбардира ради Милошевиќ. Па не, ама беше одземена И ради хуманитарната криза. Сега, Ирак го нападнале ради диктаторот Садам Хусейн. Има причина. Ваму русите напаѓаат без причина. Кој што во 2000 година почна да тргува нафта и во евро. Либија исто така. Го нападна, има диктаторски режим. Дојдовме, видовме, умне. Да, го набија на кол. Сега, они имаат причини зашто напаѓаат. Сирија исто така има причина зашто па се здружи со тие ИЗИС, но Русија нема причина зашто ја напаѓа Украина. Добро, имаше коментари доста за... Според нив. Да, имаше доста коментари за реакции по заканата од Путин со нуклеарно оружје.
НАТО, генералниот секретар на НАТО Столтенберг вели Русија не може да победи во нуклеарен конфликт, ама Русија не може да победи. Тоа значи дека некој друг би можел. Дали веќе на маса е нуклеарен конфликт? А што очекувате Столтенберг да каже Русија ќе не победи во нуклеарен конфликт? Не, изјавите беа дека никој не победува. Што очекувате? Дека никој не победува. Да каже во дека- нуклеарен конфликт. А сега изјавите се дека Русија не може да победи во нуклеарен конфликт. Ја не знам колку нуклеарни боеви глави, дали 20.000 нуклеарни боеви глави има Русија. 20.000 нуклеарни... 34.000 беа на последната седница. Се окей ли? Јас сум убеден дека нуклеарниот арсенал... На последната седница на Обединените нации, кога се пребројуваше оружјето, тоа беше пред 3 години, 34.100 и нешто беа руски, 20.000 беа американски и другите беа значително помалку. А русите им ги дале сите да им ги пребројат. Веројатно. Јас сум сигурен дека русите ќе употребат нуклеарно оружје само во случај ако имат закана по територијалниот интегритет на нивната држава. Надвор од тоа не верувам дека ќе употребат. Дали И гледате, до сега не употребија ниту осиромашен ураниум. Како што беше употребувано во Југославија. Добро, за разлика од американците, ви планираат да ја користат територијата после. Русите ќе ја анексираат, така да глупо би било да ја загадуваат. Добра тие шега. Планираат референдум после. Да, референдум. За разлика од овој нашиот, овој ќе биде успешен, јас сум речи се сигурен. И нема таму таладжа. Има смисла нема за да го прифати. Добро. Тамо Бајден ќе биде талас жефери. Нема да го прифати. Или Антонио Гутереш, како се викаше, Гутереш. Гутереш, да, нови. Он нема да го прифати. Гутереш. Да. Постои ли доволен социјален притисок, социјален немир кој што може да го спречи ова лудило кој што ќе се случува зимово во Европа? Јас гледав крајска снимка една од Lidl маркет во Германија. Од 10 фрижидери работи само еден, све начочкано, другиве празни фрижидери, исклучени. Значи, со тоа цел свет. Тие се дисциплиниран народ, меѓутоа и друго нешто. Ради ковидот, влегување во секоја институција мора да ти направат брз тест па да влезеш. Тоа значи денеска ако во 20 институции влезеш, носот ќе ти го направат салата. Со тие стапчињата што брцкаат до мозок. Да. Во секоја институција што ќе влезеш треба да те проверат дали на брз тест за ковид. Рачунај 10 места да влезеш, 10 пати ти брснат во носот. До мозок ќе те брат, синусите ќе ти ги пробијат. А добро, ако влезеш со молотов коктел, нема да ти брцкаат. Јас на такви не би мислев. Дали ќе гледаме во улиците на Европа, дали ќе гледаме хаос? Абе ти гледај кај нас да нема хаос, Европа не им го бери гајлето. Ама ако има Европа, ќе има неминовно, да. Ама ние сме атипични. Дали ќе смени тој хаос нешто? Кој нема да има карас хаос, бе. Кај нас опозиција лидерот ќе Мици ќе излага референдум, дали да има хаос. Мици го одбајам работа да ја прави. Дали сте за хаос под услов ако во Европа има хаос. Јас сум за. Со можност нашиот хаос да биде канализиран. Да. Да сте за или против? Во водовод и канализација. Да. И тоа ќе одговорат на тајна средба со амбасадорот, со америчкиот амбасадор, со Зеко не се кријат. И така ќе политичар. И тоаш јас Зеко ќе викнам негде на јавно место да пиеме кафе. А да. Да бидам различен од Христијан. Само нека си носи Зеко тако, со името и презимето напишано. Не го познава, го виделе на слики. Ќе пиеме кафе во Мартини.
Го види на слики, ко мене, нели, мојавето со турскиот бизнисмен. Се договара глупости. У Пелистер. У Мартини кафе ќе пиете. Таму има најдобри вафли у Да, има, може да. Таму таче иде. Одавно не сум јадел. Таму таче иде на кафе. Да, еднаш го сретнав премиерот таму, Да. со сопругата и со детето. Да. Има нешто. се вафлите. Ова е све координирано, се направено чим вафли јадете исти. Деновија Мартини славеше Мартини 30 години, не можев да отидам. Жал ми е, за мене Мартини е култно место. Култно место на Скопје, да. 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 И еве користам ова прилика да му честитам уште еднаш на Мартин. Јас кој идев малце непријатно се чувствував, све функционери од СДС, ама вафлите добри. Кога се на власт, они се по кафаните, кога се опозиција седат дома. Кога се опозиција, дома седат. Да, И на празно партиски Мартини. состаноци. Да. До 2016 празно Мартини, после тоа. Не, орс. Добро, еве и ти ме кажеш, дали мислиш дека ќе има немири и дали нешто ќе променат? Зашто го поставам ова прашање и зашто го наметнав? Не мислам, искрено не мислам. Кога имаше корона. Искрено не мислам, ако некој сака да направи немири, тие немири ги прави, ги организира и ги ефектуира. Ние имавме интервју на лидерот, на председателот на ВМРО ДПМН на една телевизија, на 21 ТВ, во која што изјава му беше од некаде на терен, кај што отвара проект за косење трева на Кеј, каде што вели очекувам дека ќе има, ако продолжи вака владата, ќе им се налутиме и ќе има немири. Мислам, ова е Ама бе, парафразирање. Ама сега ќе не тера кој ќе биде ладно, на минус, од зиври да идеме. да. Додека беше лето, беше. Не, тогаш немало луѓе биле на одмор. Есеновска алергија. Па дома ладно, надвор ладно. Може Пролетовска имало оси има. И никако да излезе да се ваку. Меѓутоа тој што сака да прави немири ги прави, не се заканува од сега, за да биде мета на напади, за да си најде алиби. Тоа е како на филмовите За да си најде. Да, за на крајот да си најде алиби да ме кеве ние најавивме, ама странците ни рекоа да не правиме и ке нема. лесно му е он да, затоа он така ги канализира немирите, не сака да биде многу милитантен, зашто премиерот не бил спремен за војни војни действија, бил неспособен. И затоа он тоа нежно ги прави немири. Да. Оти премиерот бил војно неспособен. Да не го деранжира премиерот. Не го деранжира. Сепак си има нели собствена улога како во владата. Министерот одговорен за опозиција. Многу не насахира, премиерот не хел 2001 да служи војска. И пропагандата е следна. Таче бил неспособен да служи војска, ама овој другиот кој што бил способен наместо да служи на фронт бил у гарда. Исто Ама на 2003-та. и бил гарда во Претходно бил на врата у Арама, у министерство. И ке председател. Да бидеме реални, единствено. Не, да бидеме реални. Кој што може да се попати. Да бидеме реални, кажи ми ти на мене ВМРО ДПМН која по 7 пат излезе на пресконференција и представиле програма. Кажале што ќе направат у економска криза. Понудиле конструктивно решение кое што ќе се однесува на подобрување на животот на граѓаните. Изгледа Ковачки вика овој бил трајно способен, добро, бил трајно способен. И сега? Слушај, а кој бил у гарда? Не ми кажи, кој бил у гарда? Христијан. Тешко е тој председател што он ќе го брани. Па Борис Трајковски беше председател. Пак утриот затоа. Мислам, лесна му земја на... Тешко на тој председател што он ќе го брани. Борис Трајковски беше председател. Мислам вака сега да не биде... Ова е гардист, значи. Да. Ама, добро, еве, Таче е трајно неспособен. Тоа не мора да ми го кажат мене со документ од Арама. Очигледно е ситуација. Очигледно. Го видов печекот. Како го прибрала на... Ама и сега, Христо, слушај ме се. како го прибраа на сега. Не е проблем тие што не се способни за војска, проблем се тие што се ограничено способни за политика. Не, Тие мака има овој народ. Со ограничено способните. Ограничено Со способен. ограничено способните имаме проблем. Ние немаме проблем со неспособните за војска.
Затоа Славијанка е способна. И Славјанка се пожели, еве да се извини. Славијанка е способна што? И Славјанка се пожели преку медиумите дека 8 месеци откако е министерка, постојано е под силни напади за незиниот изглед, но таа продолжува, нели? А што ја фали на незиниот изглед? Со октоподи и морска и храна. Не знам што ја фали на незиниот изглед, ама претпоставам дека се почувствувала доволно повикана. Ништо не им фали, има вишок. Не, се нема, стварно нема. За дама не се. Така е. Милош, јавно опомена. Јавно опомена. Јавно опомена. Не можам да го Не ми одговори Милош на прашањето. Кога последен пат си до пресконференција на која што ВМРО ДПМН ќе презентира политика? Па за ВМРО да помена. Ле. Ама сега за Таче зборевме, за трајно неспособен и за како ги рече? Ограничено способен. Кога последен пат? Да стигнеш до опозиција, Стварно не. Стварно не се. Да. Се сеќавам, устари имаше еден предлог за да земеме под рента газ да чуваме у Унгарија. Сега како ќе стигне тој газ од Унгарија до тука, не знам. Не знам. Види, трагично е зашто ниту една од големите политички партии во моментот не нуди решение за излез од криза. Значи, знаете, еве ме Милош, да кажеме за Милош бе, ја нудам решение. Стоп дрвата на 3000 денари. Втора работа, укинување слободниот пазар, носење закон, увозник, тој што произведува, тој ќе увезува електрична енергија и завршена работа. Ја ќе уски се вака сериозно, ставите се во функција на претседател на држава. Може ли претседател на државата да направи во оваа ситуација нешто? Не може. Може само да действува медиумски. И би требало. Ама може да действува, мислам дека он има и негова улога како надворешен Оти оваа ситуација може безбедносно да не загрози. представник во надворешна И политика. безбедносно може да не загрози. Прво, оваа држава ќе си кажели ние енергетски со електрична енергија да си дадеме до која година Македонија нема да биде енергетски со електрична енергија нема да биде зависна од други држави, од надворешен пазар. Можеме си даваме таква задача. Сегде кај што можеме ќе правиме централи, проточни, вакви, такви, фотоволтаици, ветрови, што има, гасни централи да се прават, да се прави термоцентрали, хидроцентрали и така, и да си кажеме до кој, а во исто време ќе идеме на намалување на потрошувачката со обновливи извори на енергија, со штедење на енергија, со енергетска ефикасност, така натаму, и например да кажеме, не знам, 2025 или 2030 година или 2015 Македонија електрична енергија нема да увезува, може да извезува. Тоа е вистинска стратегија која што би ја прифатиле сите, зошто да не? Има стручњаци ќе пресметат како тоа ние ќе го направиме. За среќа, во Македонија индустријата не расте така брзо како што расте германската. Гледате, најголем проблем ни се фени, палигаси, Југохром, палигаси и Макстил и таму како се вика тоа Скопски легури. Други големи потрошувачи ние немаме. Имаме, родниците се доста големи потрошувачи. Кој што исто така почна да отпуштаат луѓе, да ги пуштаат на природен. Да, затвара. Да, на природен одмор, да. До сега затворија. Имаше интересна анализа. 10 компании кои што вработуваат најмногу луѓе се странски инвестиции донесени од Никола Груевски. 100. Веројатно во 100 те има уште, но овие 10 компании некои се 80.000 луѓе вработуваат. Кромберт и Шуберт, како се беше во Дрекселмайер. Значи, ние живееме од тих компании. Ја открите Америка? Не, ја нема. Што се зборува ево сега? Колку пати зборува? Од прв ден Да, го знам. Ако немаме што повеќе да додадеме, јас тука би Не е битно кој ги вработил тие луѓе, битно е кој ќе ги избрка. Ја мислам дека едните ќе почнат, а другите ќе ги довкусат.
Мислам дека другите тешко. Јас тука предлагам да ја затвориме оваа вечерашна емисија, а следете не утре на Infomax. Она договорен, сигурно е човекот? Договорен е сигурно, поради лични проблеми, за да не објаснувам сред сите на камера. Горан Костовски ЧИС, Левица, советник на Левица во општина Аеродром, беше Спречен да дојде минатата недела, утре официјално почнуваме. Во 9 сат секој четврток имаме емисија со него. Он за мене е најголемиот борец во Македонија против новиот светски поредок. Повторувам, ќе имаме интересни теми, ќе се зборат работи кои што Контраш одржава на општо се, мислам. Али окей. Чекај, зашто на палчо си имаш да чичим крунат? Одличен соговорник, одличен гостин или ко-хост, како што би рекле ко-хост американците. Знаеш, Не? се сеќавам со татко ми нешто, Микрофонот. се сеќавам со татко ми нешто, на мене на сестра ми ностоп контра не идеш и еднаш сестра ми вика, абе тато, ако стане војна, сите ќе идат у партизани, ти у четници, само обратно да бидеш. Па тој вицот го знаете со ВМРО-цот? Пази мамароц. Умира ВМРО. Се да самовец. Со седа самоец. Умира седа самоец. На смртна постела, лежи на смртна постела и вика на сину, слушај, ја пред да умрам, да идеш да ми извадиш членска од ВМРО. Зашто го вика, цел живот си седа сама комуњара што не вика да ми извадиш членска од ВМРО, да можам да се умрам на рад. Зошто бе? Абе, зашто вика да умирам? Еден од нивните не умре, не од нашите. Пошто гледачи, тоа беше емисијата. Пред да ја затворам емисијата, да го поздравам оној пиарџијата од шампитата и да му порачам дека друг пат кога ќе се прават пиар планови треба да се размисли дека опозиција сте затоа што на власт е човек кој што е трајно неспособен и не можете да го смените. Свака част. Поздрав лека ноќ, читете Infomax. Читете Infomax, добивајте ги информациите секогаш први и без цензура. Штедете пари затоа што веќе има економска криза.